Централен дневник на К1 телевизија, добро вечер. По кратките најави кои го одбележаа денешниот ден се враќаме веднаш. Останете со нас. Крајот на јануари значи почеток на извоз во Русија. Иселениците инвестираат во земјава. Средна загаденост на воздухот во Велес и Кавадарци. Крајот на јануари значи почеток на извоз во Русија. 4 компании од млечната индустрија кои ги добија сертификатите за извоз во Руската Федерација ги вршат последните подготовки за извоз на големиот руски пазар. 4 компании од млечната индустрија кои ги добија сертификатите за извоз во Руската Федерација ги вршат последните подготовки за извоз на големиот пазар. Агенцијата за храна и ветеринарство ги прави сите напори за повеќе македонски компании своите производи да ги пласираат во Русија. Финалниот извештај за тоа ќе биде издаден на 20 јануари и Македонско-руската стопанска комора активно учествува во овозможување на подобрување на условите со запознавањето на законските правила и прописи во однос на извозот и сметаме дека после 20 јануари агенцијата ќе ги издаде потребните сертификати што се однесува за производите од Република Македонија. Покрај 4 компании кои ги исполнуваат условите за извоз, дел од оние компании каде од страна на Руската фитосанитарна агенција беа констатирани недостатоци, работат на нивно отклонување. Во таа насока, дел од компаниите се обрати до нас како Македонско-руска комора, бидејќи ние имаме договор за сертификација, односно исполнување на нормите кои што ги бара Руската Федерација со Россельхознадзор, односно со нивната агенција за сертифицирање АЦЕРТ и дел од нив исто така им помогнавме преку одредени аудити кои што ги организиравме. Во времето кога се заострени односите помеѓу Русија и Турција од една страна, но и Русија и Украина од друга страна, според директорот Бешлиев, не се клучни моменти македонските извозни компании да го освојат големиот руски пазар. Според него, тие можноста за извоз ја гледаат од многу поодамна. Ние со нешто во моментов располагаме како индустрија, како производство, како земја, апсолутно не можеме да гледаме дека ќе ги субституираме извозните капацитети на една Турција или на Украина, меѓутоа апсолутно е точно дека нас ни се јавува определен прозорец за извоз на рускиот пазар. Со помошта која им ја пружа Македонско-руската стопанска комора, дополнително уште 7 компании од млечната и месната индустрија ќе добија дозволи за извоз. Помеѓу нив се и преработките од месо на месната индустрија Микс Свети Николе. Македонските иселеници се почесто се враќаат во родните места и својот капитал се одлучуваат да го инвестираат токму во Македонија. Благодарение на оваа влада, македонските иселеници многу полесно можат својот капитал да го инвестираат во родната земја. Македонските иселеници се почесто се враќаат во родните места и својот капитал се одлучуваат да го инвестираат токму во Македонија. Последен таков пример е повратникот од Австралија Горан Чомирчевски, кој инвестираше во фабриката за компиров чипс во битолското село Кравари. Инвестицијата е на нашиот сораѓанин Горан Чомирчевски, кој долги години работи и живее во Австралија. Неговата инвестиција во родниот крај е типичен пример за голем број македонци кои ниту далечината, ниту времето, ниту пак стандардите на високо развиените земји не ги одделија од својата татковина. Ако во минатото ваквите инвестиции беа речиси невозможни, денес, благодарение на оваа влада, македонските иселеници многу полесно можат својот капитал да го инвестираат во родната земја. Средна загаденост на воздухот е забележана во Велес и Кавадарци. Концентрациите на јаглерод моноксид и озон во воздухот во Велес се многу ниски, додека пак PM10 частичките се високи. Во Кавадарци јаглерод моноксид и сулфур диоксид се на ниско ниво, а PM10 частичките се на средно ниво.
Среднодневните концентрации на јаглерод моноксид и озон во воздухот во Велес се многу ниски, додека PM10 частичките се високи. Во Кавадарци, јаглерод моноксид и сулфур диоксид се на ниско ниво, а PM10 частичките се на средно ниво. Ова се податоците од извршените континуирани мерења на квалитетот на амбиентниот воздух од Државниот автоматски мониторинг систем кои пристигнуваат во Македонскиот информативен центар за животна средина и Министерството за животна средина и просторно планирање. Индексот за квалитет на воздух се заснува на средни часовни вредности на концентрациите на загадувачките супстанции и дава карактеризација на квалитетот на воздухот. Фабриките, согорувачите на отпад, автомобилите и човекот како фактор можат да бидат извори на загадување. Измерените концентрации на 6 загадувачки супстанции од 17 мониторинг места се прибираат на секој час. Министерството за животна средина и просторно планирање со следниве препораки: да се користи јавниот превоз, возила да не се користат без поголема потреба, повеќе лица да се возат со едно возило во исто време, да не се користи за затоплување на простории прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, пет амбалажа, парчиња гума или било каков синтетички материјал, правилно да се користат печките за дрва. Во Демиркапие во зачадена просторија пронајдено е безживотното тело на 72 годишниот Благој К. Смртта настапила како последица на загушување од чадот, а истата е констатирана од лекар од итната медицинска помош, кој на нозете на починатиот забележал изгореници. 72 годишниот Благој К од Демиркапија вчера утрината е пронајден мртов во домот на улицата Партизанска. Од полицијата информираат дека тој бил пронајден на кревет во зачадена просторија од оган, кој се уште тлеел на едната страна на креветот. Смртта настапила како последица на загушување од чадот, а истата е констатирана од лекар од итната медицинска помош, кој на нозете на починатиот забележал изгореници. Извршен е увид, а по наредба на јавен обвинител, телото е предадено за обдукција. Патнички воз број 645 кој сообраќа на релација Скопје-Битола. Синоќа во 22 часот удрил во одрон кој бил на самата пруга на делот пругата помеѓу железничко стојалиште Теово и железничко стојалиште Согле. Нема повредени патници и возен персонал. Машиновозачот со иницијали ЦТ кој го управувал возот наишол и удрил во одронот. При ударот направена е материјална штета на моторната гарнитура и истата е излезена од пругите. Мигрената е се поголем проблем кај населението. Се јавувајќи 20% од светската популација и истата е почеста кај жените. За успешно лекување на мигрената потребна е дисциплина од страна на пациентот, како и начинот на живот, исхраната и избегнување на стрес, предупредуваат лекарите. Една од најчестите примарни главоболки е мигрената. Таа се јавува кај 20% од светската популација и истата е почеста кај жените. Во праксата на лекарите има и дечиња од училишна возраст со главоболки кои може да се дефинираат како мигренозни. Според интернационалната класификација на главоболки, главно разликуваме примарни главоболки, каде нема патолошки субстрат, и секундарни, кои се поврзани со некои други заболувања. Со секое озбилно пристапување кон состојбата, значи начинот на лекувањето, начинот на диагностицирањето треба да се решат, бар да се спречат тие главоболки или да се ублажат. Значи има сосема можности за тоа, зависно како ќе настапите. По поставувањето на диагнозата врз основа на податоците од пациентот се одредува честоќата, пошто следи испитување со компјутеризирана томографија или магнетна резонанца. За успешно лекување на мигрената потребна е дисциплина од страна на пациентите. Начинот на живот, исхраната, како и избегнување на стрес се особено важни за успешно лекување.
Премиерот Никола Груевски утре во работна посета на Соединетите Американски држави. Членови на Европскиот парламент утре ќе ја посетат Македонија. Вести од Македонија. Во функција на одржување на билатералните односи и меѓусебната соработка, председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски утре заминува во посета на Соединетите Американски држави. Премиерот ќе оствари средба со подпредседателот на САД Џо Бајден во Белата куќа во Вашингтон. Активностите за продлабочување на меѓусебните односи и соработка, реформите во Македонија и демократските процеси, зголемувањето на економската соработка и трговските односи, безбедносни прашања и интеграција на Македонија во НАТО и во ЕУ, ова би требало да бидат дел од темите на кои ќе разговараат Груевски и Бајден. Ова е втора средба на македонскиот премиер Груевски со американскиот подпредседател Бајден. Првата нивна средба се случи во февруари 2011 година. Република Македонија и САД се пријателски земји и имаат блиски меѓусебни односи. Двете земји имаат подпишано и декларација за стратешко партнерство и остваруваат блиска соработка на политички и економски теми. Членовите на Европскиот парламент Иво Вајгал, Ричард Ховит и Едуард Кукан, кои посредуваа во напорите за постигнување на договорот од Пржино, утре ќе ја посетат Македонија. Европретениците се очекува да одржат отвоени средби со лидерите на политичките партии, подписници на договорот. Вајгал, Ховит и Кукан исто така треба да се сретнат и со специјалната обвинителка Катица Јанева, како и со представници на Државната изборна комисија. Оваа тројка од Европарламентот се смета дека ќе има задача да ги убеди партиите да се забрза усвојувањето на преостанатите обврски од договорот од Пржино и од итните реформски приоритети што ги препорача Европската комисија. Во средината на месецот се очекува и доаѓањето на еврокомесарот за соседска политика и преговори за проширување Јоханес Хан. Убиен еден од лидерите на Исламската држава. 2 лица загинаа во огромен пожар во Австралија. Ова се вестите од светот. Еден од лидерите на Исламска држава во Ирак, Аси Али Мухамед Ал Убеиди, е убиен синоќа во Амбар. Според ирачки официјални лица, Убеиди е убиен од воздушен напад извршен во подрачјето на Берване на запад од Амбар. Во соопштението се вели дека тој бил еден од представниците на Исламска држава кои побегнале од Абу Граиб во Багдад. Ал Убеиди бил заменик на лидерот на Исламска држава во Ирак Абу Бакир Ал Багдади. Две лица загинаа и над 100 куќи се опожарени од огромен пожар кој беснее во австралиската држава Западна Австралија. Опожарени се 71.000 хектари, а двете жртви се од селото Јарлуп. Пожарот го предизвикал најверојатно гром. Уништени се 143 куќи, од кои само во селото Јарлуп има уништени 128. 250 пожарникари се борат со пожарот кој уништува на периметар од околу 225 километри. Мексиканската влада се обидува да исполни барања на Соединетите Американски држави и да го испорача наркобосот Хоакин Ел Чапо Гузман, за да може тој таму да се соочи со обвинувањата за нелегална трговија, наведуваат извори запознати со ситуацијата во изјава за западни медиуми. Канцеларијата на мексиканскиот обвинител ќе работи на испорачување, а Ел Чапо би можел да биде во САД во средината на годинава, изјавил неименуван извор. Изворот наведува дека целта е да се исполни барањето за екстрадиција. Времето за екстрадиција ќе зависи најверојатно од адвокатите на Ел Чапо, коментираат западни медиуми. Гузман е милијардер и шеф на моќниот мексикански наркокартел Синалоа. Македонскиот кошаркарски шампион МЗТ Скопје Аеродром во рамки на 19-тото коло од АБА лигата вечерва во 21 часот во спортскиот центар Јане Сантански ја пречекува екипата на Сутјеска. Во продолжение и останатите спортски вести.
Македонскиот кошаркарски шампион МЗТ Скопје Аеродром вечерва во рамки на 19-тото коло од АБА лигата ја пречекуваат последно пласираната Сутјеска. Почетокот на дуелот е во 21 часот и ќе се игра во спортскиот центар Јане Сандански. На првиот дуел во Никшик МЗТ Скопје оствари победа од 77:68. Избраниците на тренерот Александар Јончевски ги очекува тешка работа, особено што сите очекуваат победа по серијата од 4 триумфи на последните 5 надпревари. Од ова коло до сега се одиграа 2 надпревари: Тајфун против Задар со 66:82 и Металец Крка 83:77. Кошаркарите на Голден Стейт ја продолжија победничката серија, откако ноќеска остварија победа на гостувањето кај Сакраменто. Стеф Кари со 38 поени беше најдобриот играч на терен, додека решавачката разлика за триумф над Сакраменто шампионот ја направи во третиот период, што успеа да го добие со 10 разлика. Голден Стейт по 37 одиграни надпревари има 35 победи. Репрезентациите на Полска и Србија забележаа победи на пријателските средби пред Европското првенство, совладувајќи ги репрезентациите на Шведска и Унгарија. Полска ја оствари третата победа на подготовките, откако со 28:26 славеше над швеѓаните. До триумфот пољаците дојдоа во второто полувреме, а ги предводеше Биелецки кој постигна 7 гола. По него следеа Алиевски, Краевски, Јурецки и Дашек кој постигнаа по 4 гола. Србија пак со 24:22 го доби првиот од двата пријателски дуела со Унгарија. По ремито против Романија избраниците на Перик одигра одличен надпревар, а прв стрелец беше Зеленовик со 8 гола. Разлика во играта направи и присуството на Дарко Станек меѓу стативите кој имаше вкупно 9 одбрани. Големо изненадување приреди селекцијата на Катар која ја совлада Франција со 28:25. Во вториот надпревар од Златната лига ракометарите на Клод Онеста испуштија сигурна предност, но вреди да се напомене дека од страна на селекторот на триколорите шанса добија сите ракометари. Најефикасен ракометар беше Квентин Мае со 8 погодоци. Победничка на петтиот спуст сезонава во алпско скијање е Линдзи Вон. Спустот утрово се возеше во австрискиот ски центар Алтемарк. Вкупното време на американката која го оствари е 1 минута 12 секунди и 75 стотинки, за 70 стоти делови од секундата подобро од швајцарката Лара Гут. На третата позиција со заостанување од 1 секунда и 25 стотинки заврши австријката Корнелија Хутер. Со оваа победа Вон се доближи на само 38 поени негатива зад првопласираната во светскиот куп швајцарката Лара Гут. Хенрик Кристоферсен е победник на четвртата слаломска трка сезонава, која што денеска се возеше во швајцарскиот ски центар Аделбоден. Норвежанецот стигна до победата со вкупно време од 1 минута 51 секунда и 34 стотинки, за 600 делови подобро од второпласираниот и водечки во генералниот пласман во светскиот куп австриецот Марсел Хиршер. На третата позиција со задоцнување од 60 стотинки заврши русинот Александер Хорошилов. Во генералниот пласман Хиршер е прв пред норвешкиот двоец Свиндел Кристоферсен. На последните два дуели од првото коло во главната рунда во ракометната лига на шампионки, Митилјан го совлада Севахов со 25:21. Со надпреварот Ларвик Турингер, каде Ларвик го победи Турингер со 28:19, надпревар кој се одигра вчера вечер, вбројувајќи го и овој надпревар се комплетираше првото коло во втората група, каде настапуваше нашиот првак Вардар, кој вчера минимално со 22:21 славеше над Букурешт. Во последниот надпревар од првата група, Баја Маре доминираше над шампионот на Франција Флори, каде го победи со 31:28.
Времето утре ќе биде облачно со повремени врнежи од дожд. Температурата ќе се движи од 3 до 10 степени. Во продолжение деталите за временската прогноза. Ова беше последната информација за вечерва. Пријатно!